Што се смени во изминатите 365 дена од трагедијата во Кочани? Дали денес се почитуваат безбедносните стандарди во јавните објекти? Дали децата се побезбедни на училиште, на улица, во кафуле? Колку сме безбедни во сопствените домови, во старите, преадаптирани, со години нереновирани, непроверени, а често и нелегализирани објекти? Докаде стигнаа општините со контрола на зградите? Имаме ли функционални противпожарни апарати во влезовите? Безбедни ли се лифтовите? Која институција и кога последен пат извршила контрола? Најважно, најде ли во меѓувреме одговорноста адреса? Добили одговорноста име и презиме? Или пак продолжуваме по старо, по навика, во систем во кој никој не е виновен за ништо, никој не презема одговорност за било што, а секој чека некој друг да ја заврши работата. Кочани не е изолиран случај. Прето беа Беса Транс, модуларната болница во Тетово, Ласкарци. Во просек на секој 2,5 години од независноста наваму, Македонија ја потресува трагедија од поголеми размери. Трагедија што не фрла во колективна тага, но не буди. Затоа една година подоцна прашањето е едноставно, но болно. Дали оваа трагедија не разбуди? Дали ја научивме реакцијата, иако најголемата трагедија во поновата македонска историја беше последно предупредување, своевиден тест, дали сме способни како општество да изградиме функционален систем? Дали го положивме? Да си кажеме денеска со Александар Караев, консултант и писател. Добре дојавте, Караев. Добре најде, благодарам за поканата. Дали го положивме тестот? Ако Кочани беше тест? Кочани беше тест, дали го положивме, многу е тешко да се каже, на повеќе нивоа можеме да разговараме. Ја верувам дека дел од работите се променети. Однос, дали сакам да верувам или верувам дека почнаа малку построги контроли. Се сеќаваме минатата година нели за матурските забави, голем дел од клубовите беа затворени, се преиспитуваат сите оние дозволи дали се донесени, дали се работи според стандардите. Значи во таа насока мислам дека се направија некои работи. Сега прашање дали се тоа само работи на површина или е нешто што ќе трае и дали нешто вистински, суштински се смени. Значи, кога зборувам дали се смени во однесувањето на институциите, меѓутоа дали и ние самите почнавме се преиспитаме. Затоа што ние не можеме да направиме ништо во однос на минатото, тоа што се случи. Можеме да кажуваме нашето сочувство, да го изразуваме, но една работа што можеме да направиме да се преиспитуваме самите, дали ние стануваме подобри, дали ние се менуваме за да придонесеме во иднина такви работи да има што е можно помалку. Тука не сум сигурен дали вистински тоа го направивме, затоа што нештата се случуваат, но што е она што ние врз основа на нештата, какви заклучоци носиме, како се менуваме, тоа зависи од нас. Видовме дека од короната многу малку научивме, сега повторно не сум сигурен дека вистински го менуваме нашето однесување. Деновиве налетав и на една мисла од режисерската белешка на маестралниот Синиша Ефтимов за представата Болва во уво, која звучи како совршена дијагноза на нашето време. Тој вели, ќе си дозволам еден куст цитат: "Во овој сценски универзум никој не е виновен и токму затоа сите се виновни. Нема лична одговорност, секој чекор е последица на туѓ потек. Секој потек е одговор на некој непостоечки напад. Ликовите живеат во константен претходен одговор. Веќе се бранат од нешто што уште не се случило. Во таква атмосфера кривица не може ни да се лоцира. Таа е разлејана како стара дамка од мувла, што никој повеќе не ја гледа, ама го чувствува мирисот." Ова како дополнителна инспирација на воведот во тоа колку секој од нас како поединци, како луѓе кои го градиме системот, бидејќи на крајот на криштата системот сме сите ние, нели? Индиректно или директно, непосредно ако излегуваме да бидеме бирани или посредно ако избираме, ги градиме на некој начин институциите од кои потоа очекуваме одговорност, но одговорност се уште нема. Или барем не во онаа мера во која сакаме, имаме чувство и потреба да го видиме тоа. Да, многу актуелно. Ова е се уште многу убаво кажано. Често пати ние се криеме зад тие апстрактни поими, зборови, институции, систем, криви се институциите, крив е системот. Забораваме дека ние ги креираме институциите, ние го креираме системот и ние сме во крајна линија онаа корективна мерка на тие институции. Сега разбирам и реакцијата, некој каже не сум јас крив. Јас се однесувам добро. Мораме ние да ја лоцираме одговорноста каде е. Институциите се тие
Често пати ги кривиме партиите, политичарите, но ние сме тие се слика на нашето однесување. Во ваквото обкружување каде што ние живееме на крај, ако не застанеме да го впериме прстот во себе, ние не можеме да направиме напредок. Дали ова што се случи во Кочани придонесува, ние малку се промени. Рекол, ја синоќа околу 11 сат за малку ќе загинев на бензинска пумпа. Значи да влезам да платам бензин, на 1 метар од влезот, поминува дечко со мотор и за волку, буквално за волку, ќе ме збришеше. Не знаев што да кажам, се остана вака и наместо да се извини или нешто, вика, па кај да одам? Како кај да одиш, кога ходиш во недозволена насока, каде да одам? И тука не знае човек како да реагира, како може некој така да размислува. Значи на индивидуал ние секој ден гледаме такви примери. Ако влезеш во автобус, ако некој зборува на глас, ако му кажеш зошто зборуваш на глас, ќе ти се сврти, ако не сакаш, немој да ме слушаш. Во банка се разговара на мобилен телефон. И на крај, дали ние сме зрели за да имаме подобри институции од тие како што се? Секогаш ние викаме дека сите се корумпирани, сите се однесуваат вака или така, но еден едноставен тест, кога одиме во супермаркет, чекаме линија да влезе на една каса и во меѓувреме се отвара другата каса. Секогаш тој што е последниот сака да биде прв. Никогаш не ни се случува да кажеме ај вие бевте пред мене, идете вие сега на каса. Сакаме последен да бидеме прв. Значи ако се сведе тоа на лична одговорност, ќе видиме дека ние треба многу да работиме на себе и за да можеме исто така да бараме одговорност од институциите. Ние сите ги создаваме, ние сите треба да растеме. За жал, ова се многу лош начин на растење, меѓутоа тој е начинот на кој што се расте и другите поразвиени општества се развиеле низ вакви трагедии. Секое подобрување на системот, на пример во авионска индустрија, е резултат на претходни жртви. Пред тоа колку ние за да ги уживаме удобностите и безбедноста што денеска ја уживаме, буквално платена со крв. Некој претходно сгрешил негде, па се учеле лекции врз основа на тоа и за ние да можеме денеска тоа да ги уживаме лекциите. Добро, Александар Караев го најавив како консултант за личен и организацијски развој и како писател. И токму, Караев, ти си вистинската адреса за соговорник денеска на оваа тема, како сеќавање на една од најголемите, всушност најголемата трагедија во историјата на Македонија, тој страутен пожар во Кочани, а и како писател, автор на книгата Две свеќи, како своевиден прирачник до најкусиот пат до среќата. Таму велиш благодарноста е најкусиот пат до среќата, меѓутоа и тука ќе се обидам да направам спој меѓу овие две теми, личната одговорност, односно чувството на дел од тој систем кој го сочинуваме сите ние и личното чувство на среќа, на исполнетост и на задоволство, суштината на нашата денешна тема. Затоа што ако живееме во општество во кое вината е секогаш туѓа, а одговорноста ничија, довербата е кревка. Тогаш, како воопшто можеме да зборуваме за среќа во Македонија? На оние рангирања што ги прават глобалните индекси, скандинавските земји се секогаш при врвот и читајќи ги, видов дека довербата во системот, чувството на лична и колективна безбедност, чувството на припадност, чувството на социјална заштита е многу битен фактор кога станува збор за тие критериуми што го сочинуваат глобалниот индекс на среќа. Бидејќи среќата не е само лично интимно чувство дека ние сега сме многу весели, па ќе танцуваме на улица или имаме личен повод за тоа, туку она чувство на колективен спокој. Да, интересна е паралелата да се направи со скандинавските земји, иако некојаш да викаме они се 100 години пред нас, ајде да не се споредуваме со нив. Ако се види скандинавските земји на сите овие индекси на среќа, на човечки развој, на конкурентност, квалитет на живот, сите се меѓу првите 5. Но не било тоа од секојаш така. Пред 150 години истите тие земји биле многу сиромашни. 20% од населението на Шведска отишло во Америка заради сиромаштија, немање религиозни слободи и така натака. 15% од Данска. И дојдов еден податок многу интересен, што направиле они, пак доаѓаме до нас за кој што разговараме. Има една книга, се вика Нордиска тајна. Тогашните елити, тогашните политичари, религиозни лидери, тогашните професори, академици,
сватиле дека нивото на развој на населението не е доволно за да може да се носи со сите промени кои што се случувале со индустријската револуција. Дека не може да носат информирани одлуки. И што создале? Центри за неформално образование. Центри каде што 10% од младите луѓе поминале дел од своето време, каде што ќе учат вештини кои што ќе им помогнат да се справат со огромните промени во тоа време. Каде што ќе учат како да ја сакаат својата земја, како да ја сакаат својата земја, а при тоа да бидат свесни за какво е окружувањето, да бидат исто така граѓани на светот. Како да бидат одговорни кон себе, како да бидат одговорни кон другите, како да бидат одговорни кон природата, како да комуницираат, како ако не се согласуваме, не значи дека ние сме непријатели. И не случајно е направен тој напредок затоа што елитите тоа го стимулирале. И сега кога направиме паралела ние овде, ние се соочуваме со уште поголеми промени сега. Зборуваме за дигитална трансформација, а со нашите умови сме во феудално општество. И тука ние сме сега, се појавува еден голем јас. Како овие исти луѓе, дали сме ние доволно зрели за да носиме прво да активно да учествуваме во демократските процеси? Дали можеме ние да се справиме со овие промени? Дали сме одговорни повторно кон себе? Затоа што утре лесно ни е да критикуваме на социјалните медиуми, да кажуваме вака не треба и вака треба. Но ајде да видиме која е нашата одговорност. Пак ако се вратам на Кочани, дали доволно им дадовме поддршка на родителите? Дали доволно размисливме што правам јас? Лесно е да се стане на златна буамара и да се аплаудира при еден срцепарателен говор, да бидеме сосема отворени. Лесно е така во моментот да бидеме таму, но истите тие луѓе колку маршираат маршот на ангелите, колку имаат поддршка од останатото население. Дали тука ние негде не закочивме во таа поддршка? Дали можевме нешто повеќе да направиме да не се чувствуваат сами? И повторно дагаме сите тие индекси на среќа, лесно да се разговара за индексите за една колективна одговорност. Но сето тоа е многу апстрактно. Ајде да видиме ние за да дојдеме што можеме ние да направиме за тоа да го подобриме. А има примери, да се извини, има примери на богати земји каде што среќата... Ќе зборуваме за тоа. Да, добро. Инспиративен беше твојот надпис на социјалните мрежи кога се случи она страшна сообраќајна незгода на булеварот Партизански одреди, кога беше убиена Фросина, исто така од млад пијан без дозвола со преголема брзина возач. Тогаш рече сите ние ја убивме Фросина, и јас и ти ја убивме Фросина, нешто така беше во таа смисла, сега не можам да цитирам, меѓутоа секој од нас е виновен за ова што се случи, бидејќи секој од нас замижал зад пред нека одреден вид на неправда. И сега повторно ќе се обидам да ја поврзам работата како автор на прирачник за среќа, човек кој трага по среќата, нели, и на лично ниво кога тренираш со поединци и кога тренираш корпорации и компании. Нели, првата лекција е веројатно дека среќата не е само добро расположение. Среќата е чувство на сигурност. Чувство дека живееме во држава во која системот функционира, правилата важат за сите, а животот има вредност. И сега, може ли човек да биде мирен, да биде спокоен и среќен, ако не му верува на системот? Бидејќи во Македонија го немаме она чувство дека системот функционира безпрекорно, дека правилата важат исто за сите и дека животот има вредност. И ако не се чувствуваме безбедно, на крајот живееме со чувството дека следната трагедија не е невозможно сценарио, туку само прашање на време. Да, таа доверба во институциите, во системот се гради потребно е, значи, долго време. Таа е отсликана во нашите секојдневни односи, отсликана е во анегдотите, отсликана е во работата. Имаше еден виц дека некој го оставил велосипедот и доаѓа полицаец му вика: знаете ли што правите, го оставате велосипедот, овде е владата. И он му вика: па добро, да знам да го заклучам тогаш. Значи покажува недоверба кон системот. Секое оноа кога си даваме жмигавци за да го предупредиме оној што доаѓа карши нас дека има полиција, таму покажува исто така недоверба во системот. Ние заедно се здружуваме против оние кои што треба да гарантираат нашата безбедност, за да можеме некако да ги избегнеме. И тоа е една од клучните работи. Среќата, да, убаво каже по некој кој што е во постојана потрага по среќата, да, затоа што тешко е да се каже да, ја најдов среќата и тоа е.
во потрага по среќата, каде што ние мораме преку внатре да ја бараме среќата внатре во себе, прво на начинот, затоа што среќата не е нешто материјално со себе, сега е спиритуален развој. Прво да се анализираме. Основа на еден спиритуален развој е кога ние ќе почнеме самите да се анализираме, да размислуваме што направив јас денеска. Дали беше тоа во ред со моите вредности, како можем да се подобрам и дали научив некои лекции од оние грешки што сум ги правил. И ако секој го практикува ова, може во општество како македонското да го најде својот мир или среќа? Да. Општеството се состои од група на индивидуи. И јас кога работам како консултант за организацијски развој, секогаш викам организацијата е составена од поединци. Нема организацијски развој без личен развој. Не може да се смени така организацијата. Се тоа апстрактно. Организација, реков, систем, институции, држава, се тоа социјални конструкти, како вика, тоа се поими кои што се измислени од нас, но на крајот се сведува дека мора да има критична маса на промена на луѓе, за да се променеш секој сам на себе да работи. Сега тука е поврзано дали ние ќе зборуваме за среќа, но дали сме доволно во состојба да се справиме со сите овие огромни промени кои што ни се случуваат. Како конечно центар на нашето делување да биде она што ја можам да го променам, а не она што може други да го направат. Значи тоа е стара мудрост, тоа пред 2000 години стоиците кажуваат: фокусирај се на она кое што можеш ти да го контролираш, а не на она што е надвор од тебе. И на крајот на краиштата, ако видиме дека институциите не можеме да ги контролираме ние директно, но можем да однесувам јас како се однесувам, можем да однесувам јас дали ќе се бунам, дали ќе молчам ако нешто се случи, јас дали ќе кјутам ако некој се паркира погрешно, или ќе ми биде страф од околината, или ќе го дигнам својот глас за било каква. Право да знаеме како да го направиме, како да комуницираме, што да подобрам јас кај себе. Како ако мене нешто не ми се допаѓа овде, кај Горан, да кажам јас нешто на начин без кој што нема да се скараме, меѓутоа ќе се заштитам од тоа да не бидам начин соучесник во тоа што не функционира. Затоа што ние сме сакале некој, ние сме соучесници во сето ова на кое што заблучуваме. Добро, и бидејќи спомна дека најбогатите земји со години не се на врвот на тие глобални индексирања на среќата, а ти како човек кој трага по среќата, веројатно тоа го доживуваш како потврда дека среќата повеќе зависи од сигурноста, предвидливоста, довербата, отколку од парите, да речем. Да. Или од кој други фактор? Богатството влијае на среќата. Се сеќавам, имав еден напис ја уште пред 30 години. Имаше еден вака беше насловот: не е се во парите. И знам дека ме зафркава сите другари, не е се во парите. Богатството влијае на среќата до одреден степен, до задоволување на основните потреби. Затоа што не можеме да зборуваме сега, да филозофираме с некој што нема кров над глава, не може леп и се ние да викаме: ајде сега медитирај, биди свесен за околината и така натаму, и личен развој. Не, значи до одреден степен, но тоа не е гаранција. Не е гаранција. Главен фактор за среќа е менталното здравје. Не е, значи тоа е докажано. Сега има многу студии, значи во последните години се посветува многу внимание на среќата како фактор. Дури, значи не е нешто што е само во среќата, во песните, во уметноста, романтизирана верзија, но имате на Оксфорд, на Кембридж, Јейл, имате еден од најпосетуваните курсеви е како да се обезбеди благосостојба и остварување на своја лична среќа на таквите универзитети. И сега докажано е дека менталното здравје е најбитно, после тоа е физичкото здравје, па на трето место доаѓаат приходите, образованието и така натаму. И сега тоа менталното здравје, повторно е тоа, како да се справам со се што ми се случува околу себе, како да имам ментална рамнотежа. Имаш чувство дека и самиот Буда да може да го донесеме во Македонија ќе остане на ниво на високо ментално здравје, соочен со таквите предизвици со кои ние секојдневно се соочуваме во Македонија, бидејќи повторно ќе се навратам на нордиските земји кои се секогаш на врвот на таа скала по среќа, таму се не затоа што се најбогати, бидејќи има побогати земји од нив, Швајцарија, Луксембург, други кои се побогати по личен доход по глава на жител, меѓутоа не се најсреќни. И тогаш тие се на врвот поради силниот систем, ниската корупција, достапното здравство, образование, социјалната поддршка, нешто друго, а не пари. И сега
Да, Буда Каде е балансот? Ќе му треба време Буда неколку да дојде прво да види кај се наоѓа и ми се плашам дека малце ќе го расипеме ние, па ќе почне и он на црвено да поминува и да рече ај, нема врска. Ќе се откаже. Но да, предизвикот е како во ова опкружување, како ние да бидеме на некој начин Буда или монах или да бидеме мудри и да сето тоа да не ни влијае. Спомна корупција, например. Ние бараме изговори, често пати. Ние корупција нема само кај нас. Тоа го измислиле развиените земји, тоа го има. Значи, прашањето како ние ги интерпретираме тие работи. Точно е, не е никаде идеално. Не значи дека кај нас е лошо, а надвор е добро. Корупција има и тоа, како има корупција сегде. Но треба да внимаваме. Она што е негде исклучок, кај нас е правило. И обратно. Она што е негде правило, кај нас е исклучок. Таму има корупција сега, но има механизми кои што се справуваат со корупцијата. Има механизми кои што бараат одговорност. Значи, луѓето, ако нешто се случи, почнуваат за тоа да го дигаат својот глас. Ако нема одговорност кај нас и ако само наоѓаме изговори, не можеме ништо да напредуваме. И на крај повторно доаѓаме како ние да се смениме за да ги смениме работите околу нас. Најтешката работа. Добро, како човек кој го потроши или поголем дел од својот професионален век го посвети на потрагата по среќата и на пренесување на тие вештини за личен и за организацијски развој, а ефектите се такви какви што се. Не се чувствуваш обесхрабрен, не се чувствуваш дека сме промашиле во голем дел ти и јас професијата, еве јас како новинар исто така добар дел од времето го посветив на тоа зборувајќи како да станеме поправедно, по-цивилизирано, поразвиено општество. Како работите да ги поставиме таму каде што треба да бидат. Да. И некако не успеваме во таа мисија. Некогаш е фрустрирачки, некогаш се викаме зашто го потроши, се надевам уште не го потроши тој ентузијазам, но мислам дека треба да не стимулира тоа. Треба да не стимулира, затоа што да, ако гледаме дека се уште има многу простор за работа, треба уште повеќе да даваме енергија, секој во својата средина, секој во својот домен, повторно секој каде што може да влијае. Не само да зборуваме за нешто, ако не си вклучен во политика, ако не ти е тоа работа, единствено нешто што можеш да правиш е да мислиш каде ќе го дадеш својот глас. Сето друго е губење на време. Сето друго ние можеме да разговараме, можеме да бидеме информирани, да се запознаваме со она што ни се случува околу нас. Меѓутоа, ако губиме времето на тоа, да не правиме никаков напредок. Значи, јас сметам дека постојана самоанализа, постојана да видиме како се однесуваме. Значи, не е само да имаш пари, нели познато кога викаме лесно е ако си богат да бидеш среќен. Видете ги на статистиките на оние кои што добиле на лотарија, на лото, добиле колку од нив пропаѓаат, колку од нив завршуваат со очаен живот, во депресија, затоа што една работа е да станеш милионер, меѓутоа во свеста треба да станеш милионер. Имаме и обратни случаи, каде што луѓе што изгубиле огромни богатства, после тоа ги враќаат назад затоа што изградиле свест која може да има, да може да има богатство. И затоа среќата не е нешто од надвор што ни случува, него среќата е како ние реагираме на работите. Што е она што ние го правиме. Сите во просек имаме добри и лоши страни исто. Е сега каде ќе се фокусираме? Што ќе разговараме? Дали ќе бидете ние она има така наречено хедонистичко тркало, каде што повеќе имаме, ми уште повеќе работи ни требаат. Уште повеќе сакаме. Ние ќе излеземе од фришоп незадоволни затоа што не го нема нашето Тоблероне, има 10 врси Тоблероне, а го нема нашето што сакаме, што е само со со кора, со мед, со бадеми, со кора од помаранџа, глазирана малце од ѓумбир. Тоа го нема и тука ние имаме проблем сега. Како го смениме нашиот однос кон нештата? Тоа е некогаш едноставно. Ја не можам да давам совети и не сакам да давам совети. Јас сакам да кажам што е она што јас се трудам да правам. Кога ќе влезам да се туширам на топла вода, си помислувам дека многу од овие луѓе кои што ние ги знаеме, ги зборуваме историски личности пред 100 години, никој нема топла вода. Гоце Делчев, Пито Гули, ние вели никогаш во топол туш. И ние тоа го сметаме само онака. Ако гледаме, се жалиме на работи, се жалиме зошто децата треба да ги носиме на англиски, вамо или таму, леле, хаосе, правиме драма од тоа, а не знаеме дека многу луѓе не може да имаат деца. Треба да сме среќни што имаме деца што сакаат да одат на англиски, што деца што ни испрлјале по дома, што ни го извалкале станот, да не се жали. Се жалиме, леле, како треба да се селам сега, колку е тоа мачно, ако се селиш во подобар стан, имаш фамилија,
одиш напред, тоа треба да го правиш со песна. Тешко е да се селиш ако се селиш од Украина, ако се селиш од Иран, ако се селиш од Сирија, тоа е тешко. Но повторно е нашиот став, како ќе, значи ние мораме да работиме на нашето однесување и на нашиот став. Оние кои сакаат да контролираат на оваа теза велат има разлика ако плачеш во Ферари или во Југо. Да, ама на крајот пак тоа е повторно изговор. Тоа е повторно изговор. За сега ќе кажеме, но исто така има џабе ти ако возиш Ферари ако плачеш, ја повеќе сакам да возам Југо, а да не плачам. И сега не е или, светот не е бинарен. Не значи дека ја пропагирам дека треба да си сиромашен за да бидеш среќен. Не, најубаво е да видиш како беше на Грумф. Подобро 100 години богат него еден ден сиромаш. Како, значи најубаво можеш да бидеш и материјално обезбеден и да бидеш среќен, но не е гаранција тоа. Така е, ги спомна данските елити како ги образувале луѓето во времето на индустриализацијата. Сега живееме во дигитална револуција, но сите извештаи нагласуваат се поголем број на осамени луѓе, особено овие млади, нови генерации. Значи живееме во еден своевиден парадокс и денес. Значи никогаш не сме помалку поврзани, зборувам дигитално, а никогаш истовремено човечки поосамени. Го чувствуваш тоа, го забележуваш како тренер за личен и организацијски развој? Да, некојаш цената за тоа, за да имаме повеќе материјални добра, што ја плаќаме со слабење на нашите врски со другите. Ако јас го насочам мојот ден најмногу да правам пари, а немам време да се јавам, да ги одржувам врските со најблиските, со пријателите, тоа на еден ден ќе се рефлектира, ќе останам осамен. Значи, тоа е многу присутно во некои од тие земји, затоа што да, реков, имаат во Данска музеј на среќа. Музеј на среќа е еден од факторите и сето така какви се нашите односи со блиските луѓе. И тој фактор влијае. Покрај на нели главното е менталното здравје, па физичкото здравје, но и односите со луѓето се и тоа како важни. Тоа е цената што ја плаќаме оттуѓување едни од други. И затоа некојаш има земјите што се помалку развиени, каде што имаат социјални врски, каде што се уште како ние во минатото, нели кажеме во минатото кога комшијата не треба ни да звони на врата, отвара едноставно, го има тој живот заеднички. Така ние луѓето на Балканот, значи не само во Македонија, често пати приликите се многу слични во околните земји и често ние знаеме да кажеме балканците генерално, немаме можеби система, ама затоа имаме душа, имаме блиско семејство, пријатели, кај комшијата влегуваме без да се најавиме. Колку тоа навистина помага во ова денешно време? Помага, јас секојаш викам ние сакаме да критикуваме колку е лошо кај нас, а колку е добро во скандинавските земји. Или обратно. Нема нигде како кај нас. Каков има домат кај нас, нема нигде на свет. Мислам дека претеруваме и во едното и во другото. Најубаво е како да се учат, треба да се земат од оние кои што се поуспешни, без при тоа да ги изгубиме нашите квалитети. Ја верувам дека ние имаме многу што да му дадеме на светот, не само да се жалиме. Затоа сега повторно е како да се прави комбинација. Не е лесно, тоа е како да се жонглира со 8 топки во исто време и да видиш насмеан да изгледа дека е тоа лесно. Дали Македонија е пример за земја во која луѓето знаат да се сакаат, да бидат емотивни, да бидат кротки, да се собираат, да се дружат меѓу себе, но се хронично изморени од неправда, од неизвестност, од тоа чувство дека системот не е секогаш зад нив или често пати е дури против нив. Или директно, што повеќе ја јаде среќата кај нас македонските граѓани? Дали е тоа сиромаштијата или чувството дека правилата не важат еднакво за сите? Од се по нешто. Прво мислам дека има многу стереотипи. Ние сме многу љубезни, фини, културни. Тоа е еден од стереотипите. Да, ја верувам дека ние сме добри, но исто така гледам дека ние сме многу малку толерантни. Ние сме многу фини, добри, се дека сме исти. Кога ќе почнеме да се разликуваме, тогаш више не сме добри. Имаме многу мал степен на толеранција во однос на различностите. Како тоа го научиле подобрите, поразвиените нации од нас? Го научиле со тек на време, реков, една од начините во нордирските земји, каде што обрнуваат внимание на тоа во неформалното образование. Ги мешаат луѓето заедно. Ние ако се свртиме било каде, додиме во кафана, ако се свртиме сите околу нас се исти. Значи нема големи разлики. Ние на секоја слава, луѓето на слава дома, на други настани, сме скарани еден од други затоа што еден е член на една партија или симпатизер на една партија, друг на друга партија. Денеска кај нас треба да му се правдаш на некој зошто постиш, па одма ќе имаш прашање дали е тоа здравствени причини, дали е од религиозни, затоа што ти си различен. За се ние треба што е различно да се правдаме. Тоа е така да ја мислам дека толеранцијата е на многу ниско ниво. Една од другите работи е кога зборуваме споредбата со другите.
Викаат има една многу лесна формула за среќа. Квалитет на живот минус завидливост. Само толку. И сакаме да се споредуваме со другите, и тоа не само овде, не сме ние специфични, тоа е човечка особина. Не им завидуваме на луѓето што се далеко од нас. Не им завидуваме на Меси и Роналдо зашто имаат милиони, или Шакира, или не знам што. Ние завидуваме на оние кои што ни се комши, оние со кои што сме учеле во основно, но средна школа. Како оној што заедно седевме во клуб, а сега може да вози Ферари, а јас не можам. Тука се споредуваме. Порано луѓето биле посрекни затоа што сите исто немале. Не е проблем кога сите немаме. Проблем е кога ти имаш, јас немам. Тогаш веќе почнаме да се споредуваме. И тука е тоа исто така влијае на нашата ментална равнотежа. Денеска гледаме социјалните медиуми. Ако отвориме социјални медиуми, сите се срекни, сите патуваат, сите одат по убави ресторани, сите се насмејани и си викаш, па можно ли е јас да бидам најмизерен од сите овие? И тоа исто така внатрешно чувство на среќа, на несреќа, значи те прави депресивен. Но колку е таа среќа што зрачи од социјалните мрежи вистинска? Тоа е интересно, значи како викаат социјални виртуелни мрежи, така е виртуелна сликата која што ние сакаме да ја прикажуваме. И затоа пак треба работа на себе. И лесно е сега да се каже на овие години, како му е на дете од 18 години, од 20 да работи на себе и да види дека да, не значи дека тој што шета, што и покажува цело време слики од Дубај или некаде дека е посреќен од мене. И тешко и со младите како да се работи, затоа што како да завршам, зошто ја да завршам факултет, зошто дам на постдипломски, дам на докторат и да зимам само дел од едни пари кои што некои одат во Дубај и ги заработуваат за многу лесно. Како да се објасни дека повторно дека не е се во парите. Како го доживуваме животот, како ги восприемаме нештата, на кој начин го поминуваме секој момент. Да, меѓутоа, нели, се согласивме дека неопходни се будистички напори или некаков друг зен за човек да биде благодарен, обкружен во вакви услови, за да тежне кон среќата како најкус пат преку благодарноста, наместо да стане циничен, а циничен се станува бидејќи сите сме уморни од ова што ни се случува со години насад. Да. Како неправда. Да, имаме многу оправдувања зашто сме цинични. Нели, живееме нонстоп во транзиција, од кога сме родени, сме во транзиција, а се менува општеството многу. Но повторно нема друго. Од една страна мораме ние самите да направиме нешто за себе и за својот микрокосмос, за сите околу нас, а на ниво на политики можеме да разговараме многу како тоа се стимулира. Она што го реков кај елитите во скандинавските земји. Проблемот е што тогаш они виделе сакале да го подигнат нивото, за да видат дека можат за да се справат со сите промени, но што правиме кога елитите не сакаат? Денеска имаме не само кај нас, елитите не сакаат да имаат информирани, образовани, одговорни граѓани, затоа што со такви граѓани е многу потешко да манипулираш. Многу потешко е да бидат зависни само од партија, па да ги вработиш и да ги задоволиш со некоја плата и да си обезбедиш долгорочни гласачи. Со такви граѓани многу е тешко, исто и кај фирмите. Како да имаш работени со отворени очи? Имав еден менаџер на фирма, вика, да, проблем е, вика, ти сега држиш обука за нашите вработени, но ако ги отворат очите, што правам, ќе сака да се избегаат. И тоа е таа, и сега од една страна сакаме да ги образуваме, сакаме квалитетни луѓе, ама страфни да не избегаат. Значи често те ангажираат и за затворање на очи. Од една страна сакаш да ги едуцираш, ама нема многу да им ги отвориш очите. И сега тука има секогаш една реплика. Да, што правиш ако ти одат луѓето со отворени очи? Ама што уште потешко е, што правиш ако ти останат луѓето со затворени очи? Тоа се случува на ниво на фирмата со тек на време ќе пропадне, а се случува на ниво на држава. Ако оние со малку отворени очи се повеќе гледаат, се повеќе патуваат, се повеќе одат странство, не можеш тие истите да ги лажеш овде и да им кажеш ја ќе те вработам овде, ја ќе те вработам онде. На крај, тие што сакаат да имаат отворени очи си одат и ќе ни останат оние замижаните. Со замижаните ние ќе си разговараме по емисии зошто ни се случи ова, зошто ни се случи она и велиш не сакаш да даваш совети, не вака јавно преку телевизија, меѓутоа свесни сме и се согласивме околу тоа дека треба да помине време за да го смениме системот, не можеме веднаш, сите треба да тежнееме кон тоа. Кои би биле тогаш трите мали чекори, вака како совет, со кои можеме да си ја повратиме внатрешната стабилност? Освен благодарноста како најкус пат до среќата.
Како совет, значи, не знам дали 3 или мене ми е се во она фокусирај се на она врз кое што можеш да влијаеш. Фокусирај се само таму, времето посветувај го. Можем да влијаам на како ќе го поминам денешниот ден, можем да влијаам како ќе мислам на крајот на криштата. Ако ги елиминираме, многу од овие работи на крај се сведува дека ние влијаеме само на нашите мисли. Можам се друго да направам, меѓутоа не зависат работите од мене. Како ќе реагираш ти на тоа, како ќе реагира некој друг, но на крајот на криштата можем јас да влијаам само на тоа како ќе мислам, како јас ќе се однесувам. Сето друго е чисто губење време. Ако ние седнеме сега овде зборуваме 10 минути да зборуваме колку е лоша владата, колку е лош овој или оној, оние што ги гледаме сега на телевизија, 10 минути од нашиот живот сме ги поминале. Ако оговараме нашите пријатели, 10 минути сме изгубили од нашиот живот. Но ако мислиме како да ги подобриме нештата, како да влиеме, како да додадеме вредност, како да им служиме другите, што е она што можеме да направиме. Тоа не мора да се големи работи. Како да едноставно денеска биди љубезен. Љубезен да бидеш, супер си направил. Сите, како вика мајка Тереза, мирот на светот почнува со насмевката од твоето лице. Делува како клише, но еве, сите тоа денеска да го направат, без да се расправаме, без ништо, со тек на време ќе се помести. Александар Караев, ти благодарам многу за гостувањето во денешното издание, да си кажеме, ти посакувам уште многу обуки и отворени очи. Фала и би сакал да разговараме на убави теми, на убави не да се враќаме само на работи кои што се лоши, да учиме од нив, затоа што тие ќе се случуваат, но како да создаваме, како да градиме, како да придонесуваме за утре да се враќаме назад да видиме колку сме напреднале. Така е. Фала многу. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието. Останете фокусирани на нештата на кои можете да влијаете и тежнете кон тоа да станете подобра верзија од себе. Ви благодарам за вниманието и останете на фреквенцијата на Телмо.